Добар ден и добре дојдовте во ова петочно опуштено издание на Студио 1, кое што знаете стандардно започнува од 14 часот, трае некаде до 23 часот. Јас сум Владко Чаловски, ова е мојата колешка Јана Васифовска. Јана, што е она што ќе го гледаме денес? Така е, добар ден и од мене. Во продолжение секако ќе ве информираме што се ќе содржи ова наше петочно отворено маратонско Студио 1. Започнуваме со телефонско јавување директно од кривичниот суд на нашиот судски известувач Игор Стефановски, кој што денеска ја ги следи секако пресудите за 27 април. Претходно имавте можност и во живо да погледнете дел од изрекувањето на пресудите, меѓутоа ќе не информира што е најново од таму и како тече секако судењето. Потоа ќе погледнеме делови од вчерашните разговори, оние хајлајтси без кое што не почнува фактички ова отворено Студио 1, од најинтересните разговори. 14 часот и 30 минути, секако времето за вестите на 1 ТВ и најновите информации со колегата Александар Петревски. Со мене и со колегата Чаловски повторно се гледате во 15 часот и 20 минути, каде што гостин ќе ни биде поетот Исток Улчар. Ке разговараме по повод на интересна манифестација Плати кафе со поезија и колку имаме навика како читателска публика. 15 часот и 40 минути во студиото го имаме колегата Дејан Андоновиќ, секако оние стандардни анализи на светските актуелни случувања. Повторно се враќаме назад во студиото во 17 часот. Гостинка ќе ни биде Јана Андреевска, која што е уметнички раководител на манифестацијата Денови на македонска музика. Зошто? Бидејќи со втората нова распределба на финансиски средства од Министерството за култура, оваа манифестација буквално беше избришана. Иако за волја на вистината долги години наназад представува едно културно творештво во нашето општество, па еве ќе продискутираме со Андреевска што ова ќе значи, каков импакт ќе има. 17 часот и 30 минути, веќе ви е добро познато. Стартува забавниот дел со возење со Вучиќ, па ги имаме нашите ексклузивци Стефан и Нина со нивните интересни содржини и нивните гости, и 18 часот и 45 минути Сергеј Варошлија со неговиот блок Мода, модните совети, но во глобала и критики. 19 часот и 20 минути. Отвореното Студио 1, домаќин колешката Јадранка Костова. Ке започне со темата први избори за председател на Република Северна Македонија. По тој повод гостинка во студиото ќе биде портпаролката на Државната изборна комисија Љупка Гугучевска. 20 часот, централниот дневник на 1 ТВ заедно со колешките Јадранка Костова и Елена Џугуманова, каде што гостинка ќе биде Натали Петровска, директор на коалицијата Сите за правично судење. 21 часот, секој петок како што е добро познато, тема за спортот, односно колегите Дамјан Николовски и Сладјан Ивковиќ ќе имаат гости, односно Билјана Црвенковска, помошник тренерот на ракометниот клуб Вардар, и Зорица Блажевска, председател на ракометниот клуб Металург, а главната тема ќе биде предизвикот на жените во ракометот. 22 часот, повторно разговор на колешката Јадранка Костова со Билјана Младенова, ексклузивно, долги години после трагичната смрт на Никола Младенов, за прв пат ќе се појави во ова студио сопругата на Младенов. Поводот е 6 години од контроверзната негова смрт и секако ова студио се заокружува со дневникот во 22 часот и 35 минути. Така, ете, слушнавме од Јана што е оно што ќе го имаме во текот на денешното издание на Студио 1, ова отворено студио. А сега, ако не се лажам, веќе на телефонска линија треба да го имаме колегата Игор Стефановски. Игор, доколку се слушаме, на Митко Чавков му беа изречени 18 години затворска казна за настаните на крвавиот четврток, 27 април 2017 година. Повели со деталите. Ако го немаме Игор, онда... Дали го имаме колегата Игор Стефановски на телефонска врска?
Добро, веројатно, да, ќе го имаме подоцна во студиото. Тоа на судењето секако има разни развои на ситуацијата, но ќе се обидеме повторно да го добиеме. Тогаш Чаловски Ќе додиме. ни даде образложение дека влегол во судницата повторно. Затоа што мора, најверојатно, сигурно. па добро, и мрежа и сигнал. Да, Го имаме ли? Да, имаме комуникација. Највисоката затворска казна во кривичниот суд за собраниските инциденти од 27 април минатата година беше изречена за поранешниот директор на Бирото за јавна безбедност Митко Чавков од 18 години затвор. По 15 години затворска казна добија седумни на обвинети, односно Митко Пешов, Душко Лазаров, Горан Ѓошевски, Мунир Пепич, Јане Чентов, Владко Трајковски и Никола Митревски. Колјо, 14 годишна затворска казна, кривичен изрече за Вилијам Михајловски, 13 години затвор доби Оливер Поповски. 12 години затворска казна добија двајца од обвинетите, Горанче Ангеловски и Младен Додевски, а 10 години затвор доби Оливер Дулов, додека пак под минималната затворска казна од малата 10 години доби Александар Василевски Нинджа 8 години затвор и 7 години затвор доби Абдулфета Алими. Ослободен од обвинение за кривичното дело терористичко загрозување на уставниот поредок е оперскиот пеач Игор Дурловски. Пред да прочита пресудата, водечкиот судија Добрила Кацарска рече дека судот ваквата пресуда ја носи со повеќето докази, како што се видео снимките кои што беа репродуцирани, меѓу другото и сведоштвата на повеќе од 40 сведоци кои што ги кажа своите сведоштва во однос на собраниските инциденти од 27 април минатата година и по тие основни пообстежните докази, како што образложи судиката Кацарска и од страна на обвинителството за организиран криминал и корупција, но и од страна на одбраната на обвинетите ја донесе пресудата за крвавиот четврток. Таа потенцираше дека во текот на постапката 15 од обвинетите кои што на почетокот од судењето на 22 август минатата година беа 33 обвинети, 15 мина беа ослободени всушност со законот за амнестија, а пред да прочита пресудата потенцираше и дека донела страв кај граѓаните. Да видиме што рече Кацарска. Мора да се цени фактот дека општо опасното действие или акт на насилство треба се такви да истите создаваат чувство на лична несигурност или страв кај граѓаните. Чувството на несигурност, страв е всушност психолошкиот момент и ова е битна одлика што на актите на насилство им дава својство на тероризам. Неспорно е дека настаните од 27 април случаи во собранието се пренесуваа во живо на телевизиски канали, така да граѓаните, гледајќи ги тие грозоморни слики, раскрвавените глави на пратениците во прес-салата, фрлањето со разни предмети кон истите, нападот на новинарите и службените лица, несомнено предизвикаа чувство на несигурност и страв. Чувството на лична несигурност може да биде загриженост, стравување, парализирачки страв и да се однесува на несигурност на собствената личност, личните добра, личноста и добрата на блиските лица или имотот. Покрај умислата во субјективното битие на делото, како субјективен елемент на противправноста, несомнено влегува и намерата за загрозување на уставниот поредок или безбедноста на Република Северна Македонија. Не може кај граѓаните да не постои чувство на несигурност или страв меѓу останатото и од аспект што ќе произлезе од таквиот настан во собранието, па незалудно овој ден е наречен крвавиот четврток. Сликите пред се од раскрвавените глави ќе останат врежани во сеќавањето кај граѓаните. Ова е настан кој што за жал влезе во делот на историјата на Република Северна Македонија, кој што ќе биде запишан со црни букви. Во овој момент пред судот обвинетите, односно осудените од прв степен, образложуваат зошто не треба да одат во притвор, откако обвинителката Ивана Трајчевска по изречувањето на пресудите побара притвор да се определи за Абдулфета Алими, Мунир Пепик, Оливер Радулов, Оливер Поповски, Горан Ѓошевски, Душко Лазаров и Митко Пешов, додека пак за
преостанатите осомничени, односно осудени, кои што веќе ја добија првостепената пресуда, односно ја слушна изрекувањето на првостепената пресуда, меѓу кои Митко Чавков, Младен Додевски, меѓу другите Игор Јук и Александар Василевски Нинджа, побара да бидат продолжени мерките. Во овие моменти дел од обвинетите, односно осудените и нивната одбрана, адвокатите, образложуваат зошто не треба да одат во притвор, пошто се очекува судот да даде пауза, па отпослед одлучи кој да оди и дали сите мерки за притвор ќе бидат прифатени, што ги побара обвинителството за организирани криминал и корупција, откако од прв степен беше изречена пресудата за собраниските инциденти од 27 април 2017 година. Тоа што е за напоменување, согласно законот, овие затворски казни не се извршливи веднаш, односно ќе се чека и второстепениот суд, доколку странките поднесат жалба до апелацијскиот суд, па подоцна апелација да ги потврди, односно да се изнесе со каков став во зависност од тоа ќе излезат апелацијните суди по однос на овие пресуди кои што ги донесе денеска кривичниот суд, тоа што го каже Кацарска во судница во однос на затворските казни, дека се рачунаат, односно важат од денот на определување на мерка притвор во зависност во одделни случаи кај дел од обвинетите, односно осудените во прв степен. Така, Игор, доколку ме слушаш добро, ние ја следевме во живо, го следевме изрекувањето на казните во живо на Еден ТВ, меѓутоа она што не можевме да го видиме после тоа на камера, дали имаше некакви реакции внатре во судницата од сите осудени? Так, реакции имаше пред се стресни од страна на потесното семејство на членовите на, односно од членовите на потесното семејство на осудените од прв степен за крвавиот четврток, се слушна и низа солзи во галеријата на самата судница во Скопска единица. Има и реакции и самите обвинети, но со прецизност не можевме да ги слушнеме. Се тоа ќе го видиме во понатамошните информативни изданија со видео и слика. Апсолутно, Игор Стефановски, не се сомневаме во твојата способност и јас мислам дека нема повеќе што да додадеме на овој навистина исцрпен извештај. Ти благодариме за твоето јавување. Секако ќе проследиме и многу повеќе детали како што самиот најави од прилогот кој што ќе го подготвиш на оваа тема. Тоа беше нашиот колега Игор Стефановски во живо телефонски од кривичниот суд по повод судењето со браниските инциденти и пресудите за 27 април. А сега одиме на оние хайлайти, односно исечоци од најинтересните вчерашни моменти и разговори во отвореното студио 1. Стартуваме со делот разговорот кој што колегата Александар Чумовски го имаше со делот новинарите од нашата фела, главната тема кои медиуми се уште заробени и зошто е тоа така. На оваа тема разговараше со Јасна Бачовска, која што е од МИМ и секако професорка на правниот факултет и новинарите Сафет Бишевац и Тодор Пендаров. Па во продолжение ќе ги слушнеме нивните ставови. Дали ние уште сме летаргично расположени кон професијата или мислиме дека овие процеси на внатрешна демократизација мораме да ги потикнеме и нас да не вовлечат во тоа? Сега ме прашувате за професионалното јадро. Да, не за, зборам за генерално, немојте професионално. За новинарите? За новинарите, да. Само да се во однос на извештајот, нели, за тоа, па ќе се надоврзам, ќе го одговораме вашето прашање. Значи, денес многу луѓе се јавија и се разговара околу ова оценка на Стејт департментот и мене не ми е јасно кога ние континуирано, не само Стејт департментот, туку многу референтни меѓународни невладини организации, Freedom House,
инстанции кои што за мене се порелевантни од политичките инстанции, како што е State Department, Европска комисија, дури извештаите на овие на State Departmentот, на Европската комисија често пати ги нотираат извештаите на Freedom House и на Репортери без граници. Значи ужасни се извештаите и за 2016, и за 2017, и за 2018. Freedom House е катастрофа. Да, катастрофа, дури сме во 2016 и 2017 во неслободни земји. Значи имаме слободно, делумно неслободни. И тука се потенцира политичка поврзаност, влијание на владеачка структура, автоцензура ке новинарите. И ова што постојано и во извештаите се нотира проблемот на професионалното новинарство, тука е тој габарит на македонскиот новинар, кој што само тоне и понатом за тоа вие зборевте, тој интегритетот на новинарството. Ние сега да не се измешаат концепциите, не зборувам за регулирање, но зборувам за етаблирање на оваа професија. Колку е поетаблирана, колку има повисока деловна етика, толку ќе има и повисока плата и поголем почит во општеството и ќе имаме поквалитетен новинарски производ. Ужасна е состојбата со професионалното новинарство. Тоа мислам дека и во извештајот. Не знам дали во овој последниот, но во некој, како што ги читав, е потенцирано и професионалното новинарство. Значи нема професионални стандарди. Македонското новинарство, значи имаме аматерско новинарство се сведува на известувачко новинарство. Ова што го колегата Сафет, ние немаме интегритет, ние немаме теми, ние немаме тема за екологија, за владење на право. Ние еве сега председателска кампања. Ние имаме од медиуми преземање приватни статуси, дуфенбахија, фикус од страна на медиуми заради сензационализам. Ние немаме перфектни прашања во интервјуа. Знаете, тоа е многу страшно кога ќе земете да го анализирате. Ја не сакам никој. Има навистина луѓе интелектуалци, но тие се малку. Но другото е, можеби не е проблем со знаењето, проблем со инертноста, со автоцензурата која што е сега во извештајот. Тоа е една неформална и најопасна цензура. Така, а гостин Чомовски вчера во студиото му беше и првиот човек на регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски за цените на нафтата, нивната зависност, дали во домашниот пазар, како зависат и од светската берза, да не должам многу, еве го неговото мислење. Во пакетот кој Иванов го одбил да се подпише се и измените во законот за енергетика. Дали тоа може да ги поремите и плановите и може да ни се случи од 8 мај ние да добиеме условно директен монопол поголем на ОКТА со снабдувањето на нафта и нафтени деривати и цените да бидат диктирани од ОКТА наместо од државната регулативна комисија. Регулаторната комисија за енергетика во текот на месец февруари поднесе иницијатива до владата на Република Северна Македонија за измени и дополнување на законот за енергетика. Ние со таа иницијатива побаравме да се измени законот за енергетика во делот на начинот како ги определуваме цените за бензинот, за дизелот во нашата држава, со цел од постоечкиот закон, каде што е дефинирано дека ние определуваме цени за рафинериски цени, а фактичката ситуација апсолутно покажува дека ОКТА во последниве 5-6 години не произведува нафта и нафтени деривати, побаравме да се во измените на законот за енергетика таа фактичка ситуација да се реализира во законот за енергетика и да ни се наведе точно дека ќе определуваме малопродажни цени за нафта и за нафтени деривати. Оваа иницијатива од владата беше прифатена и во текот на минатата недела Собранието на нашата држава ги усвои овие измени и дополнувања на законот за енергетика со кои што се предвидува регулаторната комисија за енергетика да донесе методологија за определување на малопродажните цени за нафтата и останатите нафтени деривати. Тоа значи дека согласно на движењето на цената на нафтата на светските пазари и на преработувачите од кои се набавува, вие ќе определувате
максималната највисока цена на нафтата и нафтените деривати? Да. Значи и досега, согласно договорот за купопродажба и еден од анексите на тој договор за купопродажба на ОКТА од страна на Хеленик Петролеум, кој што 1999 година беше ратификуван и од нашето собрание, беше предвидено едно државно тело да ги определува цените на нафтата и нафтените деривати. Обврските наши во тој дел од договорот во однос на определувањето на цените завршуваат на 8 мај и поради тоа што ние направивме и анализи, а исто така ги пратиме и случувањата во земјите од регионот, предложивме пред конечна либерализација на овој сектор да одиме чекор по чекор и еден како меѓу чекор да биде Регулаторната комисија за енергетика во наредниот период да определува повторно цени за малопродажни цени. Да, ги слушнавме делчињата од оние разговори кои што синоќа беа во фокусот, секако примарно и известувањето целокупно од кривичниот суд по повод она што е главно во фокусот денеска, собраниските инциденти, судењето за 27 април, секако и во текот на ова отворено студио очекувајте многу информации како и за оваа тема, секако интересни разговори, да, ние ќе го заокружиме Чаловски овој разговор. Само да потенцираме, сите разговори од вчерашното студио, како и предходните, сите разговори ги имате на YouTube каналот на 1tv.mk или на сајтот 1tv.mk. Така, останете со нас, следуваат вестите на 1TV и колегата Александар Петрески.